sve došlo i nema strah ni tu za smrta. Novo nebo, nova zemlja, mora nežno to pomina na žedni muda vam da pije od života voda daru. Blaženi se mrtvite. Tatko naš koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide volja ta Tvoja, kako na nebo to, taka i na zemlja ta, taka i vo moje ti vo Tvoje to srce, lebot naš nasušen daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi prostuvame na našite dolžnici, i ne vovedi vo iskušenje, ne vovedi, no izbavi ne od lukaviot. Cela ta suština se sodrži od toga, da budeš izbaven od lukaviot, od toga što treba da se otkažeš, od toga što treba da go ostaviš dosegашni od život i da budeš novoroden, bogoroden, roden, da se rodi Isus u tvoje to srce, da go ostaviš stari od čovjek, da mu dozvoliš vo duh da se naseli vo tebe, da te oblikuva, da te kroji, da te nauči da ljubiš, da te nauči da gi ljubiš site, da se vratiš vo duhovната priroda. Knjiga Mudrost Solomonova 16. glava, zato a ti je beja dostojno kazneti. Dostojno kaznet. Zakonat go vidovme što znači, što si pravil, to ti se pravi. Što si pravil, to ti se pravi. Ne ljubiš, ne si ljuben. Kradeš te kradat, ubivaš te ubivat. To je suštinata. To je zakonot koji ne može da se odpovika. Zato a ti je beja dostojno kazneti 16. glava, knjiga Mudrost Solomonova. Znači, vo katolička ti vo pravoslavnata je ima ova glava, vo protestantskata ja nema. Zašto ja nema? Interesno je, pa čovječkata intervencija je interesna. Koga se возгордаеш дека ти знаеш, го знаеш Бог, го знаеш Словото, ќе се вметне сатаната. И тоа значи непокорност кон Бог. Понизете се пред Господа и тој ќе ве подигне. Затоа ти е бија достојно казнети преку слични животни, какви што си ти, како што си ти, и измачуван од многу чудовишта. Значи, откаде знаеш ти дека човечкиот, синот човечки не се разликува по ништо од животните, и тоа е пишано. А место таква казна ти народот твој добри не му правеше. Значи имаме казна за кратко време, за да се свртиш кон Исус, кон Бог, да се вратиш во твојата Божја природа. Луѓето немаат свесност, телесните луѓе, дека овде сме привремено. Тие живеат еднаш. Да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. По извесен период ќе овкаат и ќе се чудат зошто живеам. Те сакам, Господи Исусе Христе, место казна ти народот твој добри не му правеше, за да им ги задоволиш нивните желби, им подготви необична храна под полошки. Зборува кога Израел беше изведен. Те сакам, Господи Исусе Христе, со Мојсеј, слава ти Исусе. Беше изведен од Египет, поминаа преку морето и се во пустината. И наместо да поменат неколку дена во пустината, тие се 40 години во пустината. И ние сме во пустината, кој 40, кој 50, кој 70. Та оние измачувани од глад, поради одвратниот вид на испратените животни, да се откажуваат од природната потреба за храна, да се откажуваат од природната потреба за храна, природна потреба, телесна за храна. Ете го моментот на постот. Тоа значи откажување од телесната природа и да се припоиш кон Исус. А овие кои за кратко време претрпеа скудност, за кратко време си тука, поминуваш низ искушение за да се искуша, собствената похот те искушува. Треба да се откажеш од тоа, да му дозволиш на Исус да те обликува. Ги удостои да вкусат необична храна,
духовна храна, храна на љубовта. Те сакам, Господи Исусе Христе. Христијанството подразбира че корење. Врви по мене, вели Исус. Остави се земно и врви по мене. Земно е тоа што ти размислуваш, тоа што ти сакаш. Зашто на тие мачители требаше да дојде неодминлива скудност, додека на твоите чеда требаше само да им се покаже колку тешко биле измачувани нивните непријатели. И гледаш луѓето без Исус не може да најдат смисол. Ние денеска во Македонија живееме во вистински Армагедон. Од сите страни, бугарите, грците, албанците, сакаат да ја растргнат Македонија, да ја раскасапат. Како некои зверови гладни, да убијат, да заколат, да поништат. Иако убивале, не се покајале. Крвта на македонците запишане во Светото писмо се на нивните раце, наместо да се покајат, тие продолжуваат да велат нема. Не го признаваат гревот и тоа не е добро за колективната состојба на целиот народ. И откако го постигна страшен зверски бес, умира од касање на змии отровници, гневот твој не отиде до крај. Значи, он е многу милостив, не оди до крај. Видете, се што е создадено на земјата е подложно за спасение. Он сака сите да се спасат. Добриот пастир оди за загубената душа овца, додека не ја најде. Но само за кратко време беа уплашени за да се вразумат. Ти се случува нешто за да се вразумиш. Добија знак на спасение. Значи спасение знак, состојба за да ја спомна, за да си спомнат за заповедта твоја. И ние имаме една заповед, љуби го својот ближен како себе си. Во неја се содржи целиот закон. Да го љубиш ближниот. Кој е ближен? Секој. Секој што доаѓа. Секој што е во потреба. Зашто кој ќе погледнеше, биваше излекуван. Кој ќе погледнеш кон законот. Не преку оново што погледнуваше, туку преку Спасителот на сите. Пазите, Спасител на сите. Спасител на сите. На сите, не на едни и на други. Ако погледнеш, се додека не кажеш блажен и оној што доаѓа во името Господово. Ние зборуваме за еден долг процес, време за покајување, да се покаеш, да се вратиш во Царството Божјо. А и со тоа им покажа на нашите непријатели дека си ти оној, татко мој, кој избавува од секое зло. И он може и тебе да те избави денеска, било што да имаш, болка, болест, страдање, разделба, осама, духовна и физичка неплодност, сиромаштија. Те сакам, ти си тој што избавува од секое зло. За да го научиш да се сетиш, значи да си спомнат, за да се спомнеш за заповедта на законот твој, зашто тие беа убивани преку каснување на скакулци, муви, не се најде лекарство за нивниот живот. Израелците мрванат, зошто дојдовме во пустината, сакаме назад кај Израелот. И тој им рече, ќе ви го дадам тоа што го мрморевте. Значи, ние треба да размислуваме дека се што зборуваме е тргнато кон материализација. Посебно луѓето што се во Христос, делумно, на некој начин, теоретски, телесно, дознале за Исус, а сепак немаат доволно сила да има отчитување, да го остават стариот човек во себе си, старото животно, паднатиот ангел, да се сетат, а на твоите синови не им напакостија ни забите, ни отровните змии, зашто твојата милост им дојде на помош и ги исцели. Неговата милост доаѓа на помош и исцелува. Има затоа го има тој да каснете нешто отровно и змија да ве касне. Нема ништо да ви стане, апостол Павле истресува змија, ако се сеќавате. Нив не ги лекува ни билки, ни мелеми, туку зборот твој, татко мој, зборот твој, кој лекува се, зборот негов. Те сакам, Исусе. Ти имаш власт над животот и смртта. Ти доведуваш до вратите на пеколот и пак издигнуваш. Пекол е состојба далеку од очите твои во крајна темнина. Се дорека не кажеш, благословено нешто доаѓа во името Господово. Човекот по својата злоба може и да убие, но кога духот излезе, тој не може да го врати.
и од земената душа не може да ја повика, но во Исус можеме. Во Исус. Кога живееш во духот, те сакам, Господи Исусе Христе, а од Твојата рака не може да се избега. Луѓето мислат, кога прават зло се кријат, тоа знаеш дека законот е запишен во нивните срца. Секој знае кога прави зло се крие да не го видат другите. А безбожниците кои не сакаат да те познаат, тие се казнети со силата на Твојата мишка. Нив ги гонеа и дожд, и град, и бесни бури, и оган што проголтува. Не сега да слушне за Бог. И поминуваш незнани состојби за да, како беше тој, да си спомнат за заповедта на законот Негов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава Ти, но најчудно од се беше тоа што огнот покажуваше поголемо дејство среде водата, која гасне се зашто светот се бореше за праведниците. Овде се бори за правда, за Божјата правда, да ја избереш Божјата правда. Неговата правда да ја живееш. Радост, мир и правда. Царството Божјо не е во јадење и пиење, туку во радост, мир и правда. Те сакам, Господи Исусе Христе. Понекогаш пламенот престануваше за да не изгорат животните. Читаме 16 глава Мудрост Соломонова. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Испратени против безбожниците, та откако го видоа тоа да разберат дека ги прогонува Божиот суд. Он е судијата. Се она што си правил, ти се прави. Се она што ви го прават луѓето, правете им го и вие. Понекогаш среде водата бувнуваше посилно огнот за да ги уништи неправедните дела на земјата. Неправедни дела на земјата, секој си прави што сака без љубов, омраза, себељубие. Зашто, а ти, народот свој, татко мој, со ангелска храна го хранеш, им фрлаше лебови во пустината, без да се трудат. Ти им испрати од небото готов леб, кој имаше во себе си секаква сласт, на секого според неговиот вкус. Замислете, на секој според собствениот вкус, тоа што го сака, му дал леб од небото, мана. И тие повторно марморија, зашто својството на Твојата храна ја покажуваше Твојата љубов спрема Твоите деца, за да ја задоволиш желбата на оној што јаде. Ја менуваше според вкусот на секого од нив храната што им ја фрлаше од небото во пустината, маната. И снегот и мразот издржаа. Те сакам, Господи Исусе Христе. Издржаа. Ти си цар. Го издржаа огнот и не се стопија, за да познаат огинот што гори во град и блеска во дожд, дека ги уништува плодовите на нивните непријатели. Зборува за духовен пламен, за расплонтен дух, за пламенот на љубовта низ кој сите ќе поминеме. Значи, тој изгорува плодовите на нивните непријатели, на сето она што е во срцето човечко, омраза, нељубов, гнев, безсебељубие. Но истиот оган, за да ги нахрани праведните, ја губеше својата сила. Созданијата што тебе ти служат, ние, на Создателот свој, ги засилуваат своите сили, за да ги казнат безбожните. На сите што го примија Исус во Новиот Завет им даде сила, а се смируваат за добро на оние кои веруваат во тебе. Нема мир кај грешниците. Имаш мир ако веруваш во Него. Веруваш значи доверба, комплетно препуштање на Неговата волја, прифаќање на се што доаѓа, простување, неосудување, покајување, барање на Царството Божјо и чекорење во љубов, зашто Он ти дава сила да љубиш, доаѓа состојба. Јас не можам ова да го надминам. Господи Исусе Христе, дај ми сила. Затоа тогаш и тие, изменувајки се во се, значи во се треба да се измениш, да се родиш повторно, се покоруваа на Твојата благодат, да бидеш покорен, која ги храни сите, според желбата на оние што имаат потреба. Тој знае што е најдобро за тебе. Та Твоите синови, кои си ги засакал, Господи, Татко наш, да знаат дека не изобилието на плодовите го храни човекот, туку зборот ги запазува. Зборот ги запазува.
Оние кои веруваат во Тебе, ако Вие останете во моите слова, во Новиот Завет, на вистина ќе бидете мои ученици. Во Јован ќе ја спознаете вистината која е Исус. И живи реки ќе потечат од вашата утрава. Те сакам, Господ Исусе Христе. Зборот ги запазува оние што веруваат во Тебе, зашто она што не се повреди од огнот, што ќе се огрееше од слабите зраци на сонцето, веднаш се растопуваше, за да се знае дека сонцето треба да го предпочитаме со благодарност кон Тебе, свртувајќи се кон изворот на светлината, на Тебе да Ти се поклониме, никому друг не му се поклонувам. На светец, на икона, на богородици, на адети, на денови, на настани, на реформатори, на политичари, на спортисти, тие што му се поклонија на ликот на зверот во Откровение. Се што стои меѓу Тебе и Исус е идолопоклонство на семејството. Затоа она што веднаш се растопуваше, Тебе да Ти се поклониме, зашто надежта на неблагодарниот ќе се растопи како шушлек, ќе се излее како непотребна вода. Слава Ти, Господи Исусе Христе. И сега ние зборуваме кратко скудност, кратко страдање, потоа вкусуваш духовна храна. Значи, измачуван си овде да приказни страшен бес, умираш од касање на отровници, на нељубовта околу Тебе, гневот негов не оди до крај. Значи, се што е создадено е подложно на спасение. Само за кратко време си овде уплашен, измачен, да се вразумиш, да добиеш знак на спасение 16:16, книга Мудро Соломонова, за да си спомнеш за заповедта негова. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг. Кој ќе погледне кон него, ќе биде излекуван заради Спасителот на сите што си ти. Дека ти си оној кој избавува од секое зло, Таткото Небесен Исус. Те сакам, Господ Исусе Христе, не те лекува ни билки, ни мелеми, ни доктори, току зборот негов лекува. Те сакам, Господ Исусе Христе, имаш власт, Он има власт над животот и над смртта. Тој ќе те донесе твојата степен на нељубов до вратите на пеколот и пак ќе те издигне. Човекот со својата злоба убива, но кога ќе излезе духот не може да го врати. И од земената душа не може да ја повика, а од раката на семокниот татко не може да се спаси. Дека Божиот суд ќе ги најде секаде, што си правил тоа ќе ти се прави. Дека Он не храни со ангелска храна, ни праќа готов леп, според вкусот што сакаме. Те сакам, Господ Исусе Христе. Ти си цар. Созданијата кои му служат нему на Создателот добиваат сила, се смируваат, нема мир во грешниците. Твоите синови кои си ги засакал знаат дека не ги храни изобилието на плодовите, туку зборот на нашиот татко. Те сакам, Господ Исусе Христе. И сега ние зборуваме за благодарност, нему да му се поклонуваме. Слава Ти, Господ Исусе Христе. Словото негово исцелува. И сега повторно ќе речеме, но како да се остане од тоа слово? Како? Ако вие останете во моите слова, на вистина ќе бидете мои ученици. Ќе ја спознаете вистината. И вистината ќе ве ослободи. Пазете, како да останеш во неговото слово е добро прашање. Дали, колку време, ајде одиме сега да видиме каков однос имаш ти со битен момент, Татко наш кој си на небесата, каков однос имаш со Исус и со Отецот Небесен. И што размислуваш ти дека тој е некој страшен што коле, што убива во вечно проклетство? Дали си пријател со него, да знаеш што работи Господарот? Пријател Божи, поверува Аврам на Бога. Дали му веруваш, си му дал доверба во се што работиш, си му предал се. Дали си во страф од него? Дали си во роднинска врска? Синови Божји, вели тој. Ако мене ми е татко семокниот Бог, па јас нему ќе му се обратам. Дали имаш доверба и верба? Дали си му дал се? Сопственоста во твојот живот е суштинска работа.
Ne do ovde, jaz ti, Gospode, ne mi se miša, jaz znam. Ja dam od drvota na pozнанието и знам што е добро и зло и сум изгонет од рајот и сум смртен. И после извесен период ќе почнеш да овкаш. Дали Словото Божјо е вистина? И е живо и е поостро од секаков меч? Дали знаеш дека во зборовите има живот и смрт? Како да го оживееш твоето слово, да останеш во него? И живи реки да потечат од твојата утрова. Што значи да бидеш новороден е битно прашање. За да се родиш одново, ако си веќе роден, не можеш да се родиш, треба да умреш. На крстот да се оставиш самиот себе си, стариот човек. Тоа не е момент, може да се случи во миг, во вдахновен миг, да те допре духот и одеднаш да почнеш да живееш со Исуса. Тоа е процес на откажување од себе си, од тоа што ти го сакаш, ти го мислиш, ти знаеш, ти судиш, ти не простуваш. Од твојата телесни страсти, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, што те отргнуваат од Бога. Мораш првен ти да умреш телесниот човек, да се распломти духот во тебе, да се роди Исус во тебе, да му дозволиш да живее во твоето срце. Застани пред таткото и речи: татко мој, не можам сам, во името на Исус. Те молам да оживее Словото Твое во моето срце. И друго прашање, колку време ти имаш за Исус? Дали работиш за Царството Божјо или работиш само за себе? 5 минути дневно дали размислуваш за Исус и потоа другиот ден си во светот? Толку време ќе имаш после. Ми вика една, не може да дојде на сред би ги чувала внуците. А ние правиме година дена пројде. Значи во една цела година ти немаш време за Исус 5 минути, пола сат, 1 час. Да се молиш, да научиш да се молиш, а постира потоа таму некој делопоклонство од Богородица. Колку време мислиш на Исус во текот на денот? Го бараш ли Царството Божјо? Што значи? Па, дека овде си да викаш ситно, кога бевме во војска, ситно, секој ден броевме да си заминеме дома, во земниот дом. Јас бројам да си заминам во небесниот дом, кај мојот татко небесен. Работиш ли за него или за себе? Ти за себе работиш. Дали во се што работиш пред почетокот и на крајот на работата го спомнуваш и му благодариш на Исус? Погледнете ги постовите на Facebook, колку луѓе на почетокот и на крајот велат Исус, па татара збори, па пак Исус. Кога Он ќе дојде Духот да те роди одново, Исус вели, мене ќе ме прослави. Како Словото да оживее во твоето срце? Падни на колена и моли го. Како да станеш едно со Исус? Тоа е суштина. Дали има граница меѓу тебе и Исус? Како да станеш едно со Исус? Да му дозволиш да почнеш да чекориш се што доаѓа, да постапуваш како Исус. Да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, да мислиш како Исус, секоја мисла да биде покорна, да простуваш како Исус. Близок ли си со Исуса? Го молиш ли? Го љубиш ли? Не љубиш ли Петре? Да, те љубам, Господи. Паси ги јагненцата мои, овците мои. Дали ги пасеш јагненцата мои? Има ли граница меѓу тебе и него? Дали сте вие едно тело? Како мажот и жената што е дадено Исус и црквата. Со Исуса Христа. Тоа се некои состојби кои одредуваат те сакам, Господи Исусе Христе. Дали ние на вистина сме Исусови? Или живееме во светот по одвреме на време како парт-тајм, како некоја занимација, хоби? Христијанството ни станува хоби. 5 минути од денот или еднаш неделно. 1 час таму во некоја зграда, каде што се цитираат словата, а не се живеат, а никој не ти објаснува како да умреш, да бидеш новороден. Ти мисля дека ќе речеш да, го прифаќам Исус и дека си новороден. Знаете, те сакам, Господи Исусе Христе, па тогаш ќе имате служба, ќе имаш отчитување, ќе носиш луѓе, сите ќе знаат дека ти му служиш на Исус, сите ќе гледаат во тебе, ќе се објавуваш на поголем број луѓе, ќе ти праќа луѓе за молитви, ќе има исцелувања, воскреснувања,
ке има надприроден живот, те сакам, Господи Исусе Христе, и ке живееш под духот, кај беше тој стих сега, го извадив тоа. Јован, те сакам, Господи Исусе Христе, извадене ми излекло, слава ти Исусе, те сакам, Колосјаните, бидејќи во него, еве го, Отецот благови да ја насели сета полнота во Исус. Во Исус со сета полнота е тој, и во тебе треба да стане така, и преку тебе, преку него да измири се со себе, да те измири, земно, небесно, творејќи мир со крвта. Значи, тој е глава на телото, Исус. Колосјаните е прва глава 18, односно на црквата, тој е почеток. Исус првороден од мртвите, за да има првенство во се. Првороден од мртвите, и ти треба сега повторно да се родиш, значи распнат, да се распнеш себе си, бидејќи Отецот во него благоволи. Имаше добра волја, благослов, ја се насели во сета полнота. Исус треба да се насели во твоето срце, но тоа е тешко да го разбереш, затоа ти треба живо слово, жив проповедник, да рече живот во секого што ќе рече Исусе, те сакам. Исусе, ме боли, например, колено, го предавам во твои раце, покажи ми што да покајам, им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам за секој греф. Дојди во моето срце и помогни ми. Но не се тоа само зборови. Тоа е верба, доверба, препуштање, давање собственост и власт, припадност. Тоа е природа, одеднаш наеднаш, чекор по чекор, ја менуваш својата телесна природа во духовна. Се намалува телесниот, а расте духовниот човек, скриениот човек. И тоа е тој процес кога ти се раѓаш повторно. Повторно. Налик на Исуса Христа, за да станеш сотрудник Божји, чии имиња се запишани во животот. Пријател Божји, кој знае што работи Господарот, Отецот. Да станеш син Божји, да бидеш роднина со Него. Да бидеш едно тело со Исус, да нема граница меѓу тебе и Исус. Амин. До Божјиот Царство Небесно. Почетна позиција на колена. Прости ми, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Се покајувам за се, за гревовите на моите предци. Покажи ми што да покајам. Тоа е процес, не трае така наеднаш. Им простувам на сите, па простуваш неколку години, може би треба. Па се покајуваш, па не осудуваш, и тоа станува дел од твојата природа, ќе сакаш да ги гушнеш непријателите, тие што се караат со тебе. Па потоа ја прифаќаш Божјата волја, се што доаѓа се радуваш. Па потоа го бараш Царството Божјо. И потоа одеднаш забележуваш дека почнуваш да љубиш како Исус. Амин. Љубовта Негова на Таткото Небесен и на Исус, кој пребива во сета полнота, никогаш не престанува. Таа е вечна. Отецот е вечен. Се друго е минливо, категорија кога си без Него во пекол, во темнина. Нема две вечности. Те сакам, Господи Исусе Христе. Мудроста не е Соломонова, туку е на Духот, на Отецот Небесен, дар на мудрост, дар да зборува во мудрост. Оставам се во Твоите раце, Господи Исусе Христе. Исус напред, јас по Него за секогаш Исус. Амин. До Божјо Царство Небесно. Амин. Се дошло и нема страх ниту за смртта.